Утрински стихови од Библијата. 20 ноември. Тој ги привлекува сите луѓе со својата смрт. А јас, кога ќе бидам издигнат од земјата, ќе ги привлечам сите кон себе. Јован 12:32. Големиот план за спасението на светот ќе резултира со целосно враќање на светот во Божјата благонаклоност. Се што било загубено со гревот ќе биде вратено. Искупен не е само човекот, туку и целата земја, за да биде вечна татковина на послушните. 6000 години сатаната се борел земјата да ја задржи под своја власт. Сега, Божјата првобитна намера, што ја имал при создавањето, е остварена. Потоа, светите на Севишниот ќе го преземат царството и ќе владеат со него во век и векови. Вистинската цел на воспитувањето е во човековата душа да се обнови Божиот лик. Во почетокот, Бог го создал човекот според својот лик. Го надарил со благородни особини. Неговиот разум бил урамнотежен и сите сили на неговото суштество биле во хармонија. Но падот во грев и неговите последици ги изопачиле тие дарови. Враќање на човекот во совршенството во кое бил првично создаден е големата цел на животот. Цел што е основа на секоја друга. Делото на родителите и учителите во воспитувањето на младите е да соработуваат со божествената намера и правејќи го тоа, тие се соработници со Бога. За темата на откупувањето потребно е најсеопфатно проучување, а нејзините длабочини никогаш нема да бидат целосно истражени. Не плашете се дека ќе исцрпите оваа прекрасна тема. Одете лично на изворот, за да можете да бидете исполнети со освежување. Пијте длабоко од изворот на спасението, за да Исус во вас биде извор на вода што блика во вечен живот.